Традиционално, како и секоја година, најверојатно 10 години подред, заедно во функција на донесувањето на буџетот за следната година го одржавме и состанокот со Сдруженијата на граѓаните кои што се од областа на лицата со посебни потреби, инвалидитет и попреченост, заради сеопфукупните аспекти за нивна вграденост согласно потребите кои што ги имат во буџетот за 2016 година. Навистина донесовме убави заклучоци. Општина Струмица ќе биде обновена за еден важен сегмент од секојдневното живење на граѓаните со инвалидитет, со пречки во развојот или со посебни потреби. Ќе се отворат канцеларии во бившата венчална сала, тоа е под плоштадот во Струмица, каде што ќе биде и еден дневен центар комплетен, односно конференциска сала, на која што ќе можат да имат пристапно сите здруженија на граѓани, ќе бидат отворени неколку канцеларии, меѓу кои што ќе бидат и канцеларии за овие здруженија на граѓани. Социјалната програма ќе биде заедно со нив дефинирана во делот на распределбата на средствата за нивните потреби, во делот и на креирањето на проектите и на нивната одржливост како здруженија. Ќе бидат подпомогнати голем дел од лицата за патните трошкови кои што партиципираат во дневниот центар за деца со посебни потреби. Ќе се воведи јазикот, толкувниот јазик на граѓаните кои што се глуви и наглуви, за да може да бидат информирани за седниците на Советот, и ќе се отстранат еден куп други физички или психолошки пречки за нивна потполна инклузивност и вклученост во секојдневниот живот на нашето општество, кое што е во рамките на општина Струмица. Паднаа навистина прекрасни предлози. Се надевам дека ќе бидат од сите советници усвоени во текот на буџетската сесија, која што ја планираме на 29 декември да биде одржана, како би можело уште од јануари да почнат да се реализираат сите овие прекрасни предлози, кои што денеска беа дадени од сите здруженија и сите граѓани кои што учествуваа на денешната трибина.